По заканите од страна на македонското малцинство во Албанија дека ќе го бойкотираат пописот доколку во прашалникот не биде вметната графа македонци, тамошните власти сепак најверојатно ќе попуштат и ќе го овозможат ова основно барање. Државниот завод за статистика на Албанија, Инстант, по притисоците на малцинствата излезе со предлог од 3 верзии на пописниот формулар за малцинствата за престојниот попис кој што треба да се одржи во април 2011. Првичната верзија на формуларот, во која не постоеше графа за слободно изјаснување на малцинствата, најде на остра реакција од сите малцинства, вклучувајќи го и македонското. Како што пренесува македонска телевизија во Корча, Албанија, ТВ Кристал, сега се предлага 3 верзии на пописниот формулар. Во првата верзија се наведени сите признати малцинства, како што се: на која етничка група и припаѓате: албанец, грк, македонец, црногорец, влав, ром, други. Во втората верзија се предлага слободно изјаснување без наведување на етничка група, на која етничка група и припаѓате. И во третата верзија се наведува само албанци и други, каде што малцинствата немаат својат графа. Заеднички став на малцинството во Албанија, вклучувајќи го и македонското, е дека се прифаќа првата верзија, односно во формуларите да бидат наведени сите признати малцинства во Албанија: македонско, грчко, српско-црногорско, влашко и ромско. Ако се прифати ова, се задоволуваат само дел од барањето македонците и другите малцинства. На одржаната средба во Тирана минатиот месец помеѓу представниците на македонското малцинство во Албанија и директорката на Албанскиот институт за статистика Инес Нурија беше упатена закана дека пописот предвиден за април идната година ќе биде бойкотиран од страна на македонското малцинство, а исто така нема да бидат признати пописните резултати, во случај доколку во прашалникот не биде наведени сите признати малцинства.